Добре, да почнувам. Значи, сега прво е да се убрзам, гледате зашто ми е презентацијата. Значи, како се викаше, ќе почнам одма да читам за да се убрзаме. Сега, ова е еден режисер кој што... Многу е гласно. Многу е гласно. Така, сега добро се слушам. Значи, многу беше популарен во овие првослови и морам да кажам и од политички причини, бидејќи мислам, знаете, французите се Франција, ништо друго. Значи, он беше многу ориентиран кон Америка исто така и првиот филм му е во суштина за американска тематика, тоа е еден американец кој што ќе остане без ништо во Париз, се вика во знакот на лав, малце не типичен за неговото подоцнежно творештво, меѓутоа, еве да речем, ова станува збор за едукативни филмови, почнат со едукативни образовни филмови, земал пари од Француското министерство за образование, има и други такви случаи, меѓутоа тоа развил исто така една неверојатна филмска естетика, така што е еден од најизразените примери на авторство во францускиот нов бран. Исто така бил и бил 6 години ова се извинам, уредник на највлијателното списание за филм воопшто во ГАИД, Каје де Синема, филмски тетрадки и како се вика, после тоа бил заменен од Жак Ривет. Значи, кога доаѓаше порано тука и во Македонија има доаѓан, кога прашува зошто направил циклус на филмови, значи за образование, и он вика затоа што така можам полесно да побарам пари, ние работиме со пари. Значи, тоа го раскрива исто така и неговиот практичен дух, значи он сака на младите генерации како сколар, како образувач, како даскал, да им пренесе една практичност и во оваа смисла исто така и се вделува од останатите представници на новиот бран, бидејќи е многу поконзервативен и никогаш јасно не кажал, да се претпоставува дека во политичка смисла дека само он бил десно ориентиран. Значи, сега за филозофијата ќе се на неговите филмови ќе се насочам. Значи, ви кажав вите нешто за трансатлантизмот, значи он било едно буржуазско семејство, иначе ова не е неговото вистинско име и презиме, неговото вистинско презиме е Шерер, а го земал името од Ерих фон Штрохен, познат европски режисер, кој што подоцна работел и во Холивуд, а оваква презимето го земал од еден многу популарен булгарсар писател, значи кој што писател на популарна, на забавна литература, сакал да биде писател, меѓутоа првиот роман го срозале критичарите, го уништиле и така он почнал да се бави всушност со филм, после тоа едно големо разочарување. Значи, културата во неговите филмови е сета, не отстапува од својот христијански, католички дух на прецизност, на строгост, на редундантност, на отфрлување, исто така многу големо отфрлување и тоа се гледа и во неговите диалози, кои што се многу кратки и многу осечни. Додека пак релацијата исток и запад, за разлика од другите кои што творави, се влијале многу, да речеме, од интелектуалните текови во 60-тите години, особено од антрополошките филмови, кои денеска речиси и ги нема, он напротив бил многу отворен кон сето она што се вика западна култура и западно културно наследство и во таа смисла ќе видите се едно излагање, тука се значи он класичен во суштина во низ неговото творство можеме да го согледаме на класично образование на 6 главни предмети, значи има и една пиеса напишана која што се зборува цело време речеме за музиката, значи музиката мора да е главни предмети, не само филозофијата, додека пак да речеме поговорки и поуки, циклусот на филмови, значи за кој што ви реков дека го направил за да може полесно да вара министерството во
направив еден филм, ви испорачав и сега за да може да се зиме и за друг на тој начин размислам. Во Сита станува збор за еден млад брачен пар, туку што стапен во брак и не идува трета девика, која што ризикува во искушение, во едно христијанско искушение, меѓутоа секогаш се враќа на жена. Ерик ви кажа тоа неколична фигура во францускиот нов бран, познат по своето истражување на морални филозофски теми во рамките на киното. За разлика од многу филмски режисери кои се подпираат на драматични пресврти во заплетот или визуелен спектакл за да привлечат публиката, делата на Ромер се фокусираат на сложеноста на човековото однесување, особено на тензиите помеѓу разумот и желбата, индивидуалната реакција и моралните последици од личните избори. Неговите филмови истражуваат како ликовите се движат низ деликатната интеракција на емоциите, етиката и личната одговорност, често пати доведувајќи ги во прашање темелите на човечките односи, верата и општествените норми. Делата на Ромер, карактеризирани со нивните наративи, водени со диалогот и контемплативното темпо, обезбедуваат почва за филозофско истражување. Овој труд ќе ги истражи филозофските теми што ги подкрепуваат филмовите на Ромер, особено фокусирајќи се на неговиот третман на етиката, слободата и самосвеста, со посебен акцент на неговиот циклус на морални приказни, неговата употреба на класичната филозофија и неговиот придонес во екзистенцијалниот дискурс. Морални приказни, етика, слобода и одговорност. Серијата морални приказни на Ромер опфаќа 6 филмови, прикажани помеѓу 1963 и 1972 година, представува камен филмови на неговата филозофска кинематографија. Филмовите Пекарницата од Монсо, Кариерата на Сузан, Мојата нотика и мод, Колекционирата, Големата на Клер и Љубов попладне се занимаваат со прашањата за сексуалната етика, личната одговорност и моралните импликации на желбата. Во сршта на овие филмови е заедничката тема. Ликовите се соочуваат со ситуации кои бараат морални одлуки, често пати движејќи се низ тензијата помеѓу нивните импулси и принципите што ги поддржуваат. Протагонистите на Ромер обично се мажи кои се борат со своите внатрешни контрадикции помеѓу страста и разумот, посветеност и слободата, желбата и моралот. Например, во Нојата мод, кај мод, протагонистот Жан Луи е чесен побожен католик кој се соочува со морална дилема која ја среќава мод, разведена жена со развратен начин на живот. Жан му е привлечен од неја, но се видува доста неверен на својот морален кодекс кој нагласува мудрост пред бракот. Филмот директно се поврзува со класичните филозофски теми, особено оние од паскалската мисла, каде што разумот и верата се во постојана тензија. Мислам, напишал се разбери и волтеријанска мисла, што ме вака. Борбата на Жан Луи со неговата привлечност кон мод, заедно со неговата потрага по духовна и етичка чистота ги одразува екзистенцијалните прашања на личниот интегритет и слободата. На крај филмот го остава отворено прашањето дали може да се помери страста со моралот, поставувајќи го поширокото филозофско прашање за тоа како посветиците ги дефинираат и се придржуваат до етичките граници. Во Колината на Клер, тоа е Лежану до Клер, на Розелијот адвокат, Ромер е доста индикативна слика драјата. Ромер продолжува со своето истражување на пресекот помеѓу желбата и моралниот суд. Протагонистот Жером е маж на средна возраст кој е привлечен од главината на млада жена по име Клер. Филмот навлегува во сложеноста на неговите емоции и моралните двосмислености околу неговата желба. Пристапот на Ромер кон желбата не е пристап на осуда, туку на интроспекција. Внатрешниот конфликт на Жером е истакна тензијата помеѓу слободата да се следат собствените желби и одговорностите што доаѓаат со тие избори. Филмот се занимава со моралната филозофија на Аристотел, особено со неговите концепти за доброст и умереност. Преку ликот на Жером, Ромер испитува како моралните одлики се одликуваат со самосвест и како поединците се движат на својот морален компас со условени искушени. Во некоја од овие приказни работи, да, но почна да ме боли рамото. Не сум статив, сепак нема да можам да целиот настап така на тој начин да ви го снимам, па се обидувам сега да на овој начин. Сега нема да можеме проекторот, мислам, презентацијата да ја фатиме на овој начин, но барем вие ќе се слушате. Испитува како моралните одлуки се одликуваат од самосвест и како поединците се движат на својот морален компас во условени искушенија. Во секој од овие приказни ликовите на Ромер се заглавени во морални дилеми
често предизвикуваат моменти на размислување, каде што ги преиспитуваат своите почетни импулси и ги преиспитуваат своите избори во светлината на нивните пошироки етички грижи. Ова изражување на моралната одговорност, слободата и последиците од човековата желба ја формира основата на филозофското кино на Ромер. Класичната филозофија и конструкцијата на себе си. Филмовите на Ромер честопати идуваат многу на класичната филозофија, особено на делата на античките грчки мислители. Неговиот ангажман со концепти како доброст, морална должност, етичен интегритет, открива интелектуална и нешто се провлекува низ неговите филмови, особено во неговиот третман на самосвет и личен разум. Ликовите во филмовите на Ромер честопати се вклучени во патување на самооткривање, каде што мора да се помират со своите внатрешни противречности, вредностите што ги имаат. Овој филозофски акцент на конструкцијата на себе си тесно согласен со идејата на Сократ, кој се залага за само испитување и потреба по доброст и по знание. Во Зелениот зрак истражувањето на екзистенцијалните теми на Ромер доаѓа до израз во ликот на Делфина, жена која се бори со саменост со помош на самоприфаќање. Емоционалните препирања на Делфин ги одразуваат екзистенцијалните загрижености, што ги покренале филозофи како Жан-Пол Сартр и Севен Киеркегор, кои ја нагласила важноста на личната одговорност во формирањето на идентитетот. Патувањето на Делфин низ филмот вклучува согласување на нејзините внатрешни желби со нејзината обштествена реалност. Еве го погледате, титула филмот е реално вер, тој е Зелениот зрак, и преку ова таа доаѓа до подлабокото разбирање на себе си. Нејзиното конечно чувство на ослободување постигнато не преку надворешните околности на нејзиниот живот, туку преку внатрешното понесување и во перцепцијата е паралелно со екзистенцијалниот пун за автентичност кој е централна за филозофијата на Сартр и Хајдегер. Само да кажам, дека јас секогаш се залагам да и за морално избирање на ние кои што ги цитираме, исто како и како се вика, исто како и Ромер, да видам во неговото дух, дека во принцип не би требало, може би Хајдегер да се земат, бидејќи бил член на нацистичката партија. Меѓутоа, ета сите го користат се уште во образованието, иако ова во Западна Европа све више и више вакви случаи ги сфрлаат. Меѓутоа, еве во регионот баш се изненадиве кога речеме Жижек напиша книга, нели знаете како се книгата што напиша? Хита се во моментот. Зошто не треба да му се суди на Хајдегер и ете така го подкрепам секој Жижек како еден таков левичар, се согласил на таа некаде. Сега не се доближам толку до микрофонот, кажете ми. Да, подобро е така. Во филмови како Зимската приказна и Добар брат, Ромер исто така се подпира на идеи за судбина и слободна волја, одразувајќи ги античките грчки концепти за судбината и тензијата меѓу поединецот и надворешните сили. Ликовите на Ромер често се борат со привлечноста на надворешните очекувања, без разлика дали се работи за општествени норми, семејни уврски и романтични врски и желбата за автономија. Овие дилеми истражени на бавен и методичен начин отворат поглед кон филозофската природа на човековото постојање, каде што границите помеѓу судбината и слободната волја никогаш не се целосно јасни. Екзистенцијализам, слобода и човечка состојба, додека класичната филозофија има значајно влијание врз делото на Ромер, екзистенцијализмот игра подеднакво клучна улога во обликувањето на неговите филмови. Третманот на Ромер кон моралната двосмисленост, самосвест и личната агенција го става неговото дело во директна разговор со екзистенцијалната традиција, особено со делата на Сартр и Киеркегор. Идејата дека човековите суштества се осудени да бидат слободни, како што сугерира Сартр, резонирани с филмовите на Ромер, каде што ликовите се соочуваат со товарот на донесување морални избори без јасни водства или гаранции за успех. Колега, само бидејќи сте далеку. Да. Напомена, 5 минути. Не ви е вклучено времето со техничките проблеми, да ви кажам само тоа. Ако и тоа го вклучиме, отиде. Попладна прикажувањето на Ромер за неможноста на ликовите да ги согласат своите жени со своите лични вредности, да одраз на екзистенцијалниот фон на анксиозност што произведува свест за собствена слобода и одговорност. Протагонистот Фредерик е заравен во афера со мажена жена, која се обидува да оправда како привремено бегство од неговата пообична реалност.
неговата борба да се движи помеѓу страста и посветеноста и да се ликува екзистенцијалната криза на слободата, каде што човечкиот субјект мора да се соочи со болната свест дека секи избор носи свои последици и дека ниеден надворешен авторитет не може да го ослободи од одговорноста за овие избори. Ова е многу важно за образованието и еве како крај за врвница за образованието, значи би го повторувам, тука има фотографија од него остра, на почеток имаше како млад, тоа значи зрел човек, значи дека травмите мора да се надминат, дека психологијата е многу битна во образованието, исто како што е битна во неговите филмови, и дека филмот е помошно средство всушност во наставата, што он тоа успел и да го докаже вака историски гледано. И би завршил со исечок од мојот текст кој што више повторувам фото, дека во филмовите на Ерик Ромеро мотивот на добро воспитување и на добро воспитано однесување служи како моќна психолошка алатка, обликувајќи ги моралните рамки на ликовите меѓусобните конфликти меѓу човечките односи. Низ психоаналитичка леќа можеме да видиме како внатрешните борби на ликовите се под влијание на нивната социализација, воспитување, психолошка тензија помеѓу општествените норми и личните желби. Без разлика дали преку моралната дилема на Жан Луи во Мојата ноќ Кремот или во тиснатата сексуална желба на Жарон во Корената на Клер или психолошките трошоци за придржување на општествените очекувања и емоционалното ослободење што доаѓа со соочувањето на собствените вистински желби, а кои што произлегуваат од класичната психологија, односно третманот на личноста и на суперегото, на идот, значи базичната класична психоанализа на Фройд. Само исклучете си телефонот да не се го забравите. Тука е. Значи, завршуваме со